Успешна 2019 за семејството Зафирови, многу надпревари и освоени медали за парот кој ги руши сите спортски предизвици во фитнесот и бодибилдингот. Период без надпреварување, но одлична можност за подготовки пред есенскиот дел од сезоната кога Габи и Туша заминуваат на светското и летно надпреварување во Лас Вегас. Имавме навистина премногу такмичења, 6 такмичења, што е навистина многу за еден такмичар, посебно бодибилдинг и фитнес, бидејќи знаеме дека цело време нонстоп константно треба да видиме на тие диети, празнење, полнење на телото, што е тешко и црпувачки, но со премногу со голема желба, големо срце го работиме се ова и така да резултатите си дојдоа на своје. За прв пат победи во едно професионално такмичење, што навистина беше голем предизвик за мене. Можам да кажам дека во сите 6 такмичења влегов во финале, така што од прво до 6 место сите ги освои нови такмичења. И Габриела исто стана светски вице шампион, европски шампион, исто и јас, така да големи успеси како за нас, така и за нашата држава. Фитнесот како фитнес и спортот како спорт во Македонија зема многу замав и е најбрзо растечка индустрија од сите, така да мислам дека и кај нас во Македонија последните 2-3 години драстични промени има во свеста кај луѓето и баш ми е мило поради сето тоа. Ако си спортувал со било кој спорт, тогаш многу побрзо телото се враќа во форма и како што знаеме да кажем мускулци го памти своето. Но ако ти со години и години го запуштуваш своето тело и треба малку време да се врати тоа во нормална, ние ги имаме и тие диети за детоксикација, за чистење на организмот и со тренинзи сето тоа се постигнува, само треба да има волја човек и да го сака тоа да го направи и да се реши тоа да го прави. Време е за вежбање и напорни тренинзи. Колку храна сме му дале на телото во текот на минатата година, толку време е потребно истата да се исфрли со напорно вежбање. Исхраната и тренингот одат заедно, значи кога ќе почнеш да вежбаш, веќе кога ги гледаш првите резултати на себе, сакаш да почнеш да внимаваш и на исхраната, што е нормално. И на сите им кажувам нормално дека барат многу луѓе за совети, за диети, за исхрана се, да не се базираме на оние класични диети, туку да го најдеме оно што е најдобро за себе. Бидејќи тие диети се може да бидат 4 недели, 8, 12 недели, а после тоа што? Така да се направиме некоја избалансирана, добро избалансирана храна, која што цел живот би ја практикувале ние, им да биде здрава за нас, им да може подолго време да поднесе и нашиот организам и да може да цел живот да го работи едноставно. Не е проблем еднаш, 2-3 пати да прекршиш во тие оброци. Проблемот е во текот на целата година да држиш некоја константна исхрана, да се имаш некој начин на живот и така ќе бидеш и поздрав и повитален и подобро за сите нас. Кај нас е професионално, навистина, веќе почнавме со припремите уште веднаш после нашето враќање од Словенија од такмичењето. 3 месеци веќе нашите подготовки траат, првото такмичење е септември, така да имаме доволно времено и ни треба многу повеќе време за ова надпреварување. Тимот на Зафирови ја отвори веб страната Тоша Зафиров, на која меѓу другото може да побарате стручна помош и да го промените начинот на исхрана. Веб сајтот е на високо професионално ниво направено, се стремиме да го освоиме и американскиот пазар и европскиот пазар и сегден. Внатре во сајтот буквално може да се најде се од диети, планови за програми. Започнавме со интервјуа на познати не само билдери, туку и спортисти општо, кои што сепак внимават и на исхрана цел живот се спортисти, така што имат многу луѓе што да научат. Таму ни Фитбис академијата, која што исто така за прв пат воведуваме Motivation Academy со спортски психолог кој што ќе работи со луѓе кои што имат проблеми, не може да започнат дали со вежбање или дома со дечињата имат проблем, не може да ги натерат например на било каков здрав начин на живот, за да може да имаме една комуникација и сето тоа да се отстрани, за да работиме со спортски клубови. Имаме блогови кај што ќе пишуваме секојдневно, ќе имаме статии за здрава исхрана, суплементи. Така еден сајт навистина кој што ги прати модерните трендови. Бенефитот од сета ова страна го очекуваме после година-две, бидејќи ова треба една добра платформа да се изгради, луѓето да стекнат доверба, не само Македонија, во Македонија има стекнато веќе 23-4 години сме овде. Што кажав, сакаме Америка, Катар, Дубај и тие земји кои што во подем во експанзија бодибилдинг и фитнесот, да ги офатиме и тие земји. Април месец веќе почнуваме со третата генерација од Фитбис академијата. Има досега оние што помина сите се навистина презадоволни и веќе голем дел од нив работат во странство и овде. Имаме доста позитивни коментари, предавачите навистина ми се прекрасни оние што сме сите како тим овде и како новитет во Македонија доста добро функционира и има што да се научи. Никогаш не престанувајте, никогаш не се откажувајте и никогаш не губете надеж.